Здраво, другари и не другари. Да, овој пат ќе се обратам на малку поширока публика од вообичаено. Многу од вас ме прашуваат: до кај тоа надпреварот, таа Кулстарс од Телекома, шоеш? А јас нормално им одговарам дека не сум избран во финалистите. Не знам зошто, но по овој одговор сите до сега што ме прашаа останаа шокирани. Кога дознав дека мојот пораз е загарантиран, се обидов да се утешам со тоа дека ајде, можеби видеото беше предолго за ваков надпревар, можеби не знам, можеби не беше доволно квалитетно. Патем за оние кои што не го гледале видеото со кое што конкурирав на надпреварот, ќе го оставам во линк на крај во Endscreens. Можеби вие ќе го имате истото мислење, не знам. Но многу набрзо дознав нешто што можеби не требаше да го дознавам. Живито и мене ме одбрало во финалистите. Пред се му благодарам на кој да го дал неговиот глас за мене, Максим, Јана, Ајрие, кој да е. Ви благодарам и многу ми е драго што ви се допаднало моето видео и мојот канал воопшто. Но сепак, нели, оној кој што ги дава парите одлучува каков производ ќе си купи. Кога линкот од Иван Ајнштајн стигнал во рацете на Телеком, бам! Забрана! Овој нема шанси, нема шанси овој да влезе во финалистите, не. Ама зошто? Објаснувањето на надлежниот орган на Телеком било: има други видеа со навредлив материјал. Сега викам, шо навредлив материјал, бе, баш фино дете сум. Сега јас да знам некојаш да опцујам, ама ја не пцујам никој друг, ја сам себе се пцујам кога пцујам. Ама заборавив дека јас покрај јутубер сум и музички артист. Како аргумент ми беше извадена песната Срање, која што впрочем не е ни на мојот канал, ама окей, неоспорно мислам. Факт е дека јас сум изведувачот на таа песна. За оние кои што не ја слушнали, исто така ќе оставам линк во Endscreens. Сега, дојдов до главниот дел на ова видео. Конечно, сакам да им се извинам на Телеком. Ве замолувам, простете ми што сум ве навредил. Заборавив дека сте исполитизирани марионети, да успеа таква песна да ве навреди. Срдечно ве замолувам да ми простите. Нема да се повтори. После ова, морав да најдам нова работа со која што ќе се утешам. Најдов. Тоа е мојата самокритичност, можеби една од моите главни карактеристики, која ме осигура дека дури да влезе во финалистите немаше да победам, затоа што искрено и јас имам свој идол од финалистите, кој што сметам дека е непобедлив. Единствено ми е криво што ја пропуштам цела онаа забава со предизвиците, али здравје, ако некогаш јас организирам сличен надпревар, победници ќе бидат сите оние кои заслужиле, затоа што јас не сум пристрасен и јас не се навредувам така лесно. Финалисти, со среќа братчиња, keep up the good work!